Добре дојавте на пресконференцијата по повод македонските алтернативни награди. 30 мај, сабота, на школката што живот значи. Бла-бла ТВ ќе се обиде да даде придонес во алтернативната македонска музика. Значи ќе бидат почастени повеќе од 33 бенда, артисти, издавачки куќи, МКЦ, Мизар, Архангел, Мозаик, Фолтин, Чиста околина, Джака Накот, Саф, Аго, Мите Димовски, Студио Тралала, Шурбе, Chromatic Point, Stream Forces, Beta House, Project, а ова се сите што ќе свират. Фуснота, Брука Бенд, Шинтер, Логин од Паспорт продукција, Кирил Джајковски, Санаториум, Смат, Лоши деца, културно-уметнички работници, Супер Хикс, Горан Трајковски, Готра, Бернес Пропаганда, Конкурен Лајон, Каин, Де Аутор, Шутка Рома Рап, Авторизација, Анастасија Гуру Харе, ТВ Трачери, Мугер Фугер, Бла Бла Бла, PMG Колектив, Фрешко, PMG Recordings, МКЦ, Канал 103, Барбарела, Верка, Last Expedition, Сашко Гигов Гиш и многу други. Значи од 12 преку дента, па се до 01 час од другиот ден, на школката што живот значи во градскиот парк ќе се одржи манифестацијата МАН, македонски алтернативни награди. Дел од бендовите ќе не почастат со некоја песна, ќе има бонус бендови од страна што ќе дојдат и ќе свират. Официјалниот почеток на доделување на наградите е во 18 часот. Ова го правиме за прв пат, се надеваме да биде традиција. Идната година ќе има награди за најдобар албум, најдобар видеоспот, за најдобар сингл и секако и оваа награда за особен придонес за развој на македонската алтернативна музика. Исто така ќе има штанд каде што ќе се продава роба, понашки роба, ќе се продава роба од музичарите, ќе се продаваат цедиња, маички, беџови, касети, винили. Од името на помладите генерации, секој пат овие бендови кога сме мислеле, кога сме ја слушале нивната музика, сме имале трпки, сме се ежеле и сме викале ле колку се добри. Бла-бла ТВ нема да застане тука, покрај тоа што ќе се бавиме со овие награди. Редовно снимаме интервјуа со нив, редовно правиме follow-up, сега како ќе му дое, ги пратиме, значи нивните нови песни, нови албуми. Има во најава, значи неколку култни батковци кои што се враќаат од оваа година со интересни албуми, нови спотови, така да едва и чекам вака како мало дете, се радувам. И респект за сите што правеле алтернативна музика, што го направиле тој пат, што го почнале, што го изоделе и сега младиве бендови само треба да ја следиме нивната сила, нивната енергија, да ја следиме нивната моќ за творење и да продолжиме по истиот правилен пат со квалитетна музика, со јаки теми. Океј, ја ќе продолжам онда кај што претходниот говорник ги подели македонската музика на два. Која е алтернативна и оваа другава. Многу чудна поделба ради тоа што ради некои професионални причини ги пратам изданијата на македонската музика во последниве не знам колку години. Еве нема да се навраќам назад, само последниве 5 години така наречената алтернативна музика има по 50-60 албума годишно, а оваа другава не знам како да ја крстиме, има 4-5 албума годишно, така да навистина е чудна таа поделба, а уште почудна е што некои деца од алтернативната музика мора да пораснат на неа и да дојдат у позиција да нели на некој начин ја наградуваат со оглед на тоа дека нашето општество нема интерес не да ја наградува, него воопшто и да ја примети целата оваа музика и култура, таа е оригиналната автохтона македонска музика. Значи дури не би ни идел на 100-0, би идел на тоа, ова е музиката, ова друго не знам шо е. Али не би напагал никого, само сакам да се заблагодарам баш на тие деца што растеле на таа автохтона оригинална македонска музика, култура и кои стигнала до една супер идеја да си играме делење на награди. Тоа е една прекрасна игра која се надевам дека ќе продолжи не во следните години, него во следните децении, дека оваа манифестација ќе порасне до степен да никој во земја нема да може да ја игнорира, напротив ќе се бара простор повеќе да се биде дел од оваа организација. Мене ми е особено драго и почестен сум што
што сум дел од неа од самиот почеток, реков се надевам ќе траело со децени и дури на некој начин не го гледам као барем у моментов не го гледам као делење награди, поише го гледам као згодна шанса да се најдеме на едно место со сите овие луѓе кои беа прочитани и кои и мене као можда постар батко има овде доста постари батковци од мене и јас сум растал на нивната музика, иако ја сега стигам до степен да добијам награда рамо до рамо со некои од овие луѓе. Мене лично супер ми значи, се надевам дека ќе им значи во следните години и децении на следните генерации кои ќе доаѓаат, па ќе се потрудат да направат уште подобра, квалитетна и поквалитетна македонска музика и култура. Алтернативна, нели? Dhe jemi mirë njohës që dikush kujdeset për këtë lloj muzikës. Faleminderit fort dhe pasi jam këtu disa informata të vogla, po. Ne punojmë, kemi antar të ri, së shpejti do të kemi edhe album të ri, për shkak që dikush kujdeset dhe dikush ende e din se çka është muzike e mirë. Jemi, ekzistojmë dhe faleminderit juve dhe gjithë ata që na dojnë. Ju dojmë fort. Faleminderit. Јас вака да се надоврзам еве на Мирко околу поделбите. Инаку многу интересно што многу повеќе луѓе од оваа алтернативна музика отишле подалеку од Врање. Сега да го цитирам Душко Димитровски. Тоа е интересно како овие комерцијална музика, а не може да отидат нели подалеку од Врање, може би во некоја кафана во соседството, но многу од луѓето од овде баш ја представиле македонската култура низ светот. Прво, нели, дали чиста околина заслужува тука да се најде. Ето, мене ми голема чест да видам во оваква една група, поготово со луѓе што се напишани овде. Јави се слово. Значи, прво ми се чини дека голема заслуга за тоа што чиста околина беше тоа што беше, имаше веројатно 103, канал 103, мислам дека можеби најбитното радио за развој на алтернативната музика. И можеби напред една илузија дека чиста околина заслужува да се најде овде. Јас само можам да кажам дека ми е голема чест да се најдам со овие луѓе овде, музика на која што јас сум растал. Драго ми е што се погоди така историски да може да стоиме вака едни крај други и да говориме за тоа, за некако си придонес во македонската култура. Така што, еве, ќе се видиме во сабота, ќе се собереме на едно место и тоа е добро. Нели да почне и ова традиционално да се случува. На крајот само поздрав. Браво за иницијативата на Бла-Бла телевизија да направи, да речем, фестивал од таков калибар. Такво нешто фалеше во Македонија и се надеваме дека тоа ќе прерасне во традиција и ќе биде мотивација уствари за да се родат и многу други бендови што ќе гајат малце по инаква музика од тоа што се случува денес. Дојдете во сабота, има што да видите, има што да чуете. Значи многу ретко во Македонија се случува да се соберат такви имиња на едно место. И благодарност до нив што не поканија и нас Хроматик Поинт да бидеме дел од оваа дешавка. Чао. Тоа би било тоа за оваа пресконференција. Као што гледаме, пуно е медиуми, да, и голем дел од луѓето рекоа ќе дојдат, ама не дојдоа, ама нема да им се љутиме. Ве поканувам сите да дојдете во сабота. Кој кога може, фамилиарно со деца, со баби, со дедовци, да прославиме македонската квалитетна музика. Ја викаме алтернативна, пошто не спаѓа у оној звезде шлајма момент и не знам, една песна у 3 години со еден хит на сите радиостаници. Ова е музиката што промени многу генерации, што донесе нешто да се размислува покрај неа, не само да се слуша, да се чувствува преку оваа музика. Затоа се заблагодарувам на сите
Не се ова сите бендови што треба да добијат оваа награда, значи има уште многу кои ги оставивме за идните години што доаѓаат. Идните години ќе има гласање, како што кажав, за најдобар спот, за најдобро видео, за најдобар албум во повеќе различни жанрови. Затоа уште еднаш би ве поканил сите сабота 30 мај од 12 часот Градски парк, школката што живот ни значи. Респект Бла Бла ТВ, респект за сите артисти и респект за МАН. Поздрав!